Во ова издание, кинеските вакцини стигнуваат во балканските држави. Пекинг го засилува влијанието во регионот. Училиштата ни САД ги отвораат вратите. Во дел од сојузните држави се враќа класичната настава. Жени полицајки ги рушат предрасудите и успеваат во професија која се уште се смета за машка. Останете со нас. Ке ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Македонските граѓани се уште ги чекаат кинеските вакцини, но тие веќе пристигнаа во повеќе држави на Балканот. Делот аналитичарите сметаа дека ова е само уште еден од начините на кој Пекинг го зголемува своето влијание во регионот. Унгарија беше прва членка на Европската унија што доби вакцина од кинеската компанија Sinopharm. Кина ветува дека ќе донира 30.000 дози во Црнагора, Србија веќе обезбеди 1,5 милиони дози. Ако се тргне настрана хуманитарниот аспект, регионалните наблюдувачи велат дека напорите на Кина на Балканот е еден вид дипломатија со вакцини. Европа, углавном. Мислам дека на долг рок ќе биде проблем што Европа не се покажа како играч што може да помогне во регионот. Сите гледаме како Србија се сврте кон Русија и кон Кина и купи многу нивни вакцини. Се покажа дека Србија, која со години вели дека треба да се балансира, а не само да се биде посветена на Западот и на Европа, изигра паметно. Се уште мислам дека е голема грешка и огромен пропуст на Западот што не се постави себе си како решение за вакцината. Сега победуваат Кина и Русија. Вакцинирањето во Босна и Херцеговина почна во само една од незините две федерални единици. Традиционално, блиска со Русија, Република Српска обезбеди мал број дози од руската вакцина Спутник V, планира да обезбеди повеќе во иднина. Тие исто така имаат преддоговор да купат вакцини од Кина. Друга босанска единица, Федерацијата Босна и Херцеговина, зависи само од ковакс механизмот и се уште нема ниту една доза вакцина. Во пандемија е тотално неодговорно да се подпирате само на ветувања дека нешто ќе се случи и да немате втора или трета алтернатива. Но нешто што некои експерти сметаат дека е загрижувачка е недостигот на информации за квалитетот на вакцините во споредба со оние што се произведени на Западот. Многумина веруваат дека Кина ја користи дистрибуцијата на вакцини да стекне влијание и оти го турка наративот дека кинескиот авторитарен систем е поефикасен од системот на западните демократии. Тоа создава ситуација која Кина може да ја користи како пример дека односот што Србија го воспоставила со неа е од корист на Србија. Се разбира, токму ова го вели и председателот Вучич, потенцирајќи што се успеал да земе од кинеските пријатели, додека ЕУ и ковакс системот се бавни во развојот и во дистрибуцијата во државите каде потребата од вакцина е очена. Шалман додава дека во иднина ќе биде важно да се следат постапките на Кина и во други полиња како технологијата и иновациите. Дел од сојузните држави ни САД почнуваат да ги укинуваат или намалуваат рестрикциите. Таков е примерот и со Вирџинија, чиј гувернер наложи од 15 март сите училишта да почнат да нудат класична настава со физичко присуство. Јавните училишта во Вирџинија се затворени речиси една година, но од 15 март се враќаат во живот. Но нема да биде исто како порано. Учениците ќе треба да држат дистанца меѓу себе, да носат заштитни маски додека се таму и ќе им биде проверувана температурата пред да влезат во зградата. Миранда Тарнер, мајка на 3 деца, вели дека тоа е во ред. Мојот син е во градинка и дел од образованието не е само да учи да чита и да пишува, туку и да се социализира и да следи правила. Ништо од ова нема да научи со iPad. Речиси една година, Тарнер заедно со други родители се залага за повторно отворање на училиштата. Конечно, во февруари, гувернерот на Вирџинија, Ралф Нортам, објави дека е време. Гувернерот беше јасен дека сака да види враќање на учениците во училишните клупи. Гувернерот признава дека воредната ситуација негативно се одразува на академскиот развој на децата, на нивната социјална и емотивна добросостојба. Родителите имаат избор нивните деца да продолжат да учат онлайн или да изберат хибридно образование, 2 дена во училиште, 3 дена учење од дома. Во училницата традиционално има доволно простор за 25 до 28 ученици. Сега, зависно од големината на училницата и согласно прописите за социјално дистанцирање, таа цифра е редуцирана на 12 до 13.
Има стриктни нови правила за постапување во случај кога деца ќе покажат знаци на COVID. We have isolation rooms in place. Имаме соби за изолација за нашиот персонал, а тука може да се сместат и ученици ако покажат симптоми. Имаме протокол за комуникација откако се потврди дека некој е позитивен на коронавирус, како да се следат оние кои со лицето имале контакт. Меѓу другите мерки, наставникот да не се приближува до ученикот освен ако мора и се што се предава на час да биде достапно за оние што се дома. Our students will have Нашите ученици ќе имаат физички наставник или монитор, преку кој ќе ја следат наставата виртуелно. Асоциацијата за образование на Вирџинија смета дека за отворање на училиштата треба сите наставници да бидат вакцинирани, но од Оделот за образование на Вирџинија велат дека е безбедно. Everything we've seen and everything. Експертите велат дека вакцинацијата не е предуслов за персоналот да се врати на работа. Американската академија на педиатрија од Вирџинија исто така поддржува отворање на училиштата. Во моментов половина од семејствата на учениците во Александрија избрале хибриден начин на настава. Март е месец на жените. Токму затоа и следниот прилог е посветен токму на нив. Мики Трајковски ја има приказната за две полицајки кои успеваат и напредуваат во оваа професија која се уште во најголем дел е резервирана само за мажите. Полициската работа за мене беше предизвик. Значи, представуваше предизвик една жена, женско девојка тогаш, значи да учествуваат во професија што е претежно машка, значи сите ја третираат како машка професија. Розита Николовска, 28 години, е полициски службеник, откако во 1992 година се вработила во полициската станица во Охрид. Но вели дека за разлика од тогаш, денес работите се променети и оти се повеќе жени се дел од полициските тимови. Открива дека луѓето со недоверба на почетокот гледале кон жените полицајки. Беше потешко, значи луѓето не беа навикнати да гледат жена полицаец. Им беше чудно. Тие мислеа дека ние ќе сме во канцеларија. Незината помлада колешка Марија Рисеска, која 3 години работи во полициската станица за безбедност на патниот сообраќај во Охрид, вели дека жените стануваат се похрабри и посилни и оти успешно се сноѓаат во така наречените машки професии. Веќе не е, да речеме, табу тема жена полицаец, веќе станува нормала и баш тоа ме радува, бидејќи немаме реакција од возачите од типот леле ти си женско, ќе ме застаниш или што ќе направиш сега. Буквално не прифаќаат рамноправно со мажите и едноставно кога ќе настапиш професионално и кога ќе ја работиш работата, воопшто полот не представува пречка или проблем. Марија се одлучила за оваа професија сакајќи да придонесе во развојот на општеството. Да бидам вклучена активно во создавање на побезбедни услови за живот и тоа беше една од причините за кои се пријавив. Нашата професија е таква, не знаеме во каков ризик може да се најдеме секојдневно. И двете со охрабрувачки пораки до сите припаднички на поднежниот пол да покажат дека се равноправни со мажите. Да не го сваќаат како пречка тоа што е машка професија, да речеме условно. Едноставно тоа да му биде мотивација да влезат во таа професија и да работат баш најдобро, да се покажат во најдобро светло. И тоа е предизвикот, да се успее во таква условно кажано машка професија. Можам да кажам дека ги скршивме сите предизвици, поминавме преку многу тешкоти и маки, меѓутоа со поддршка од колегите. Ние успеавме да се носиме рамо до рамо со нив и да постигнеме резултати исто како и машките. Мојата храброст победи и јас сум среќна што успеав во оваа професија и уште малку веќе бројам до пензија. И Розита и Марија се грижат за регулирање на сообраќајот низ главните охридски сообраќајници. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете ме повторно јутре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон.